Продолжуваат контроверзиите и превирањата околу изборот на нов судија во Страсбур, откако Советот на Европа повтор пат врати еден од предлозите на Националната комисија, адвокатката Ана Дангова Хуг. Поранешната уставна судијка Наташа Габер-Дамјановска, која беше дел од пријавените кандидати, но не влезе во потесниот избор, во објава на социјалните мрежи ја нападна комисијата, која според неа не ги спроведува постапките соодветно. За да се враќа листата толку пати, значи комисијата не си ја завршила работата како што треба, според упатството на советодавниот панел. Срамота. Стои во нејзината објава, иако не го наведоа името на Дамјановска Габер, од комисијата сепак ја одговорија. Оваа практика на враќање на листи не е невообичаена во Страсбур, велат оттаму и посочуваат дека експертскиот панел немал никаква забелешка за работата и постапките на комисијата, па оттаму додаваат, неприфатливо е кандидат кој е незадоволен од нивната работа, истата да ја квалификува на недостоен начин. Во таа смисла, доколку и комисијата одговори на истиот начин, одговорот би бил дека тој кандидат е подобро да се соочи со срамото од неговата работа, кој е нотиран во извештај на Државниот завод за ревизија, наместо да дава неумесни квалификации за работата на комисијата. Тој во реакцијата на комисијата, од каде алудираат на извештајот на ревизорите за утврдените состојби во Академијата за суди и јавни обвинители за 2024 година, каде меѓу другото проблематични беа некои исплати на надоместоци, процедури за јавни набавки и контролата на трошењето на јавните средства во време на директорувањето со Академијата на Габер-Дамјановска. Инаку, советодавниот панел на експерти при Советот на Европа оценил дека предложената кандидатка Дангова Хуг не ги исполнува од целост критериумите за судија во Страсбур, па на нејзино место едногласно била предложена адвокатката Елена Ристич, кандидат кој за Канал 5 го потврди председателот на уставени на комисијата за избор Дарко Костадиновски. Хуг беше предложена на местото на адвокатот Јордан Апостоловски, кој исто така беше вратен како несоодветен предлог. Освен Ристич, во игра остануваат и адвокатката Наташа Бошкова и деканот на правниот факултет Сашо Георгиевски, а конечниот избор се очекува најдоцна во јануари.